Приказни од тајната градина. Медена приказна. Главни пораки што ги пренесува приказната. Зошто пчелите се важни за природата? Како се прави мед? Како децата можат да се грижат за природата? Силата на вистинското пријателство и помагањето. Ликови. Децата од една обична група во градинка Дуни, малата пчелка, што зборува. Пепко, трут, што живее во кошницата со пчелите. Цветко, цвеќе, што ги учи децата за поленот. Нана, негователка во групата. Дедо Митре, стар пчелар од селото, кој што го прави највкусниот мед и ни помогна да ја направиме највкусната наша медена приказна. И нашата медена приказна започнува. Во една обична градинка, полна со шарени играчки и насмевки, децата од големата група во градинката седнуваа во круг како и обично што правеа. Деца, јас сега ќе се вратам одма. Вие чекајте ме тука, добро? Им рече негователката Нана. Добро, учителке, и рекоа децата додека таа излегуваше. Но дечињата се немирни во својот дух, па веднаш почнаа со нивните лудори. Секој на свој начин беше немирен. И одеднаш вратата се отвори и се слушна зум, зум. И во групата влета една пчелка, но тоа не беше обична пчелка, туку веселата, љубопитната и храбрата пчелка Зуни. Беше со кошничка во рацете, со светол жолт прслук, весело лице и насмеани очиња. Здраво, другарчиња, рече Зуни со незиниот нежен, звонлив глас. Јас сум Зуни и дојдов под волшебната долина на пчелките. Бидете мирни, зашто сега ќе ве поканам на едно волшебно патување во светот на пчелите. Децата останаа со отворени уста и зачудени лица. Никогаш порано не слушнале пчелка да зборува. Ќе ви раскажам приказни, ќе ве научам за медот, за цвеќињата, за природата и за тоа колку сте ни вие децата важни, нам пчелките, продолжи да зборува Зуни. Децата чудоневидено гледаа во пчелата. Зарем пчелите зборуваат? Леле, шепотеа дечињата. Ама Зуни се насмеа и продолжи. Знаете ли што ќе направиме? Јас сега ќе одберам еден од вас, ќе му дадам една капка мед од мојата кошничка и ќе видите што ќе се случи. Зуни толку пријателски им се обраќаше на дечињата, што тие почнаа да ја гледаат како нивна другарка. И тогаш Зуни повторно ја зеде кошничката со мед и почна да лета над веселите детски главчиња. Во занималната на градинката се слушаше само звукот што го правеше пчелката Зуни. Зум, зум.
И одеднаш Зуни се најде на носето на Тијана. Тијана воопшто не се исплаши од Зуни, толку пријателски се насмевнуваше. А Зуни со едното раче зеде капка мед од кошничката и го стави на јазичето на Тијана. Колку е вкусно! Веднаш потоа таа одлета и застана на носето на Талеј и ги рашири очите. Зарем и јас? Праша тој. Но кога ја отвори устата, капката мед веќе беше на неговиот јазик и тој рече: колку е вкусно! И во тој момент, кога децата го голтнаа медот на нивниот грб, пораснаа крилца како на пчелките и тие полетаа. Леле, летам, радосно викаше Тијана. И јас исто, пресреќен беше Талеј, додека леташе над децата. Ајде сега вие двајца, дојдете со мене, а вие другите, ако сакате да пробате од мојот волшебен мед, бидете мирни и чекајте ме да се вратам. И така, Тијана, Талеј летна, а пред нив леташе Зуни и се упатија кон волшебната долина на пчелките. Оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца. Продолжува. Изразуваме благодарност на дел од пчеларите на Поречка Матица. Затоа и ви предлагаме да го пробате најубавиот мед, собран од едно еколошко поднебје. Лице за нарачка Митре Јосифовски. 070 311 228